Почитувани го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Гостинка е екоактивистката Елена Николовска од Центарот за истражување и известување за животната средина Екосвест. Николовска, оваа недела беше одбележан Светскиот ден за заштита на животната средина. Како ја оценувате свеста на глобално ниво за заканите врз животната средина? Тука зборуваме за климатските промени, за аерозагадувањето, отпадот, уништувањето на биодиверзитетот и природата. Свеста е генерално многу ниска, се уште. Се уште не е разбудена онаа совест кај граѓаните да сватат дека сите овие работи кои што ги наброја влијаат сумарно на климатските промени и дека се ова треба да промениме за да ги ублажиме климатските промени, бидејќи нема назад, не можеме да ги спречиме, можеме само да ги ублажиме. Дури и поврзаноста со пандемијата и уништувањето на природните ресурси, сакатењето на животната средина и природата, дури сега почнува да провејува некако низ медиумите и во свеста на луѓето. Во оваа насока некои од пораките се дека ова се времиња во кои природата не предупредува дека грижата за себе значи и грижа за природата. Колку ова е случај во Македонија? Тоа кај нас воопшто не се поврзува, значи дека грижата за самите себе, за собственото здравје е уствари грижа за природата. За жал уште не постои таа конекција во свеста на граѓаните, а од таму ни во свеста на носителите на одлуки, нели кај нас во земјата. Иако повеќе од очигледно е дека кај нас, бидејќи поставеноста на работите е обратно, прво развој на економијата за сметка на природата, после тоа се грижиме за здравјето. Здравјето на граѓаните и безбедноста на домовите е некаде на најдалечен приоритет. И сметам дека токму затоа не постои корелација и никаква поврзаност дури ни во носењето на политиките, иако треба да биде обратно и треба да биде прво здравјето на граѓаните и безбедноста на домовите, а после се друго. Кои треба да бидат приоритети за заштита на животната средина во земјава по завршувањето на кризата со COVID-19, со оглед дека имаме проблеми со загаден воздух, загадување на водите и почвите, отпор на население во делови од земјата поради концесии за рудници, загрозен статус на Охрид во УНЕСКО и така натаму? Ги начна веќе темите во самото прашање, значи одговорот е дека и го кажа и на повеќе меѓународни дискусии сега што се случуваат и покрај ковидот, дека после пандемијата опоравувањето мора да биде зелено. Прво, и второ, дека после пандемијата одговорноста, личната одговорност кон општеството мора да се зголеми. Личната одговорност, а потоа и одговорноста на носителите на одлуки. Што значи зелено опоравување? Зелено опоравување значи домакинско користење на ресурсите, на природните ресурси. Значи користење на ресурсите во склад со природата, значи не да ги уништиме, туку да ги употребуваме сама и да ни останат и за утре. Зелено опоравување значи и промена на секојдневните навики, значи промена на секторот транспорт. Имаше на точак многу убава кампања деновиве која што некако ја прифати град Скопје, гледаме. Тоа е одлично и таква треба да биде зеленото опоравување. Секторот транспорт кај нас беше огромна причина за аерозагадувањето. Бидејќи имаме стари возила, сега треба да се движиме во насока на одржлив транспорт, велосипед, одење пеш, меѓутоа и создавање, планирање на градот во насока на простор, едноставно создавање простор за овие навики. Програмата за животна средина на Обединетите нации предвидува цели за одржлив развој кои ќе помогнат за глобално закрепнување по здравствената криза. Тоа е климатска акција, заштита на природните живеалишта од земјоделство, рударство и домување и одговорно конзумирање и производство. Можеме ли да ги следиме овие трендови? Значи во моментов гледаме дека Европската унија буквално ги насочува средствата кон сите овие работи кои што ги набројате, значи кон зелен раст и развој, опоравување, климатска акција и се што тоа значи.
Слушаме многу за EU Green Deal, зелениот договор, тој ќе стигне и кај нас и тоа ќе значи дека ќе треба да спроведеме одредени мерки, да донесеме нови закони, нови стратегии ако треба или да ги усогласиме во согласно со тоа со потребите, за да ги добиеме средствата. Ама финансиските средства се тука, тие ќе ги отклучиме само ако ние сега почнеме да планираме во нашите закони и стратегии кои што моментално се во изработка. Значи дури таму да започнеме да ги дефинираме клучните работи и така ќе ги насочиме идните инвестиции. Клучни работи зборувам праведна транзиција. Почнати сме со енергетската транзиција во Усломе, меѓутоа не е доволно и не е доволно брзо. Потребна е праведна транзиција на целиот не само регионите во Јаглен, туку зборуваме и за регионите кои што трпат последици од климатските промени, а сега и од пандемијата. Значи буквално никој да не биде оставен без работа, ама во исто време работата која што ја планираме да биде со одржливо искористување на ресурсите. И не е невозможно, бидејќи ние порано, ако се вратиме наназад неколку години, се Југославија, ќе спомнам Југославија, ама сме имале супер закони, каде што било дури забрането да се пренаменува земјоделско земјиште од прва категорија. Тоа сега е дозволено и е возможно и гледаме како можеби треба да се вратиме малце на не можеби, туку треба да се вратиме и како било порано ќе треба да се вратиме назад како било порано, бидејќи одржливо искористување на земјиштето значи одржливо стопанисување со ресурсите. Тоа е проблемот со рудниците сега што се случуваше. Заради тоа што се дозволи да се планира прво во природа, второ над земјоделско земјиште. Програмата на Обединетите нации за животната средина исто така наведува дека кризата со COVID-19 предизвикува големи штети, но климатската криза, иако се движи поспоро, може да биде далеку поголема закана. Како ја оценувате работата на земјава во борбата против климатските промени? Како што спомнав на почетокот, сега во моментов во фаза на изработка се стратегија за климатска акција, закон за климатска акција, националните планови за клима и енергија се во фаза на изработка, се прави ревизија на националните придонеси кон климатски промени, се изработува инвентар на стакленички гасови, се отпочна една убава приказна со стратегијата за енергетика, новата која се донесе на крајот на 2019, каде што беше зацртано во 2 од 3 сценарија дека ние повеќе нема да користиме јаглен како примарен енергенс во земјата. Со тоа што, како што исто така напоменав, е дека тоа, иако е одличен почеток енергетската транзиција, мора да се насочиме сега кон планирање на праведната транзиција, ама пред се дефинирање на оваа праведна транзиција која зборувам во национални стратегии и документи. Колку верувате во спроведувањето на стратегијата за енергетика која предвидува транзиција од употреба на јаглен кон обновливи извори на енергија? Па веќе започна енергетската транзиција. Видовме дека на местото на рудникот на копот за јаглен во Усломе, значи сега ќе се гради соларна термоелектрана. Реков, тоа е одличен почеток. Меѓутоа, ако зборуваме за климатска акција, ние мора да се движиме малку побрзо и малку поинтензивно и малку на поширок план да ги гледаме тие мерки. Значи не беше добро што едноставно сега сите средства се пренаменија кон пандемијата, борбата со пандемијата. Во ред ни требаат, меѓутоа треба да се подзамислиме дека ние ги имаме и овие стратегии кои што се супер и документи кои што се супер и дека во блиска иднина, во многу блиска иднина, бидејќи ако сме напишале дека после 2030 нема да користиме повеќе јаглен, ние треба сега да започнеме да ги планираме инвестициите и буџетот во таа насока. Значи не е само да го запишеме во стратегија и документ, тоа е супер, одлично. И супер е што го имплементиравме, започна изградбата на соларна термоцентрала на местото на Усломе. Меѓутоа што е со рек Битола? Зошто да не се зема тој пример и да се преслика и во рек Битола, нели? Некои анализи покажуваат дека загадениот воздух го зголемува ризикот од респираторни заболувања и со тоа дека аерозагадувањето може да биде фатално за пациенти заболени од COVID-19.
Очекувате ли властите во земјава ова да го имаат предвид со оглед на високото аерозагадување за време на зимската сезона? Очекувам да не го земат во предвид, искрено. Корелацијата со аерозагадување и COVID воопшто, бидејќи и во минатото не се покажа дека многу прават, дека може да се справат со две кризи во исто време. Така да кажам. Би сакала да сум грешка и да го сватат малце посериозно. Видовме дека работаа во изминативе грејни сезони во насока на замена на системот на грејење во некои јавни објекти на струја, например, како би отфрлиле мазут и нафта. Тоа е супер, треба да продолжи и треба да се интензивира, меѓутоа малце повеќе ме плаши дека оваа грејна сезона изговор ќе ни биде дека сите пари сме ги потрошиле или ги трошиме на кризата. Затоа потенцирам дека тоа не треба да се случи во ниеден случај и дека ние уште сега мора да одвоиме финансии за, како што кажа, висока сезона на аерозагадување, бидејќи ќе имаме сериозен проблем. Научниците во светот исто така зборуваат за шестото масовно исчезнување, односно дека изумираат милиони видови животни и дека тоа може да биде предсвртница во однос на колапс на целата цивилизација. Може ли земјава да направи повеќе со оглед дека Македонија е жешка точка за биолошка разновидност? Гледам дека почна веќе работа во таа насока во Министерството за животна средина. На нив им треба, очено им треба наша силна поддршка во оваа насока на заштита. Значи, они си ја сработија работата. Имаме некаква национална црвена листа. Имаме сега и иницијатива за прогласување на Шар планина за национален парк. Тоа е супер почеток и оди во насока на ова што сега го кажуваш ти, заштита на биодиверзитет, кој што граѓаните за жал се уште не го гледаат дека е клучен за целата земја. Значи дека дури и најмалиот вид, најмалото гуштарче може да има влијание на целиот екосистем и да го сруши, да го уништи целиот екосистемот кој што зависат, например, граѓаните кои живеат во селата на Шар планина. И уште еднаш ќе спомнам дека треба да не го гледаат како спречување на економски развој, туку треба да го гледаме како овозможување на поинаков економски развој. Значи сакав да ги кажам како пример само кој што ми останале како позитивен пример дека Италија, например, на големо живее од рурален туризам, од фармски туризам, и ова го прави во подножјето на национални паркови, на самата меѓа на национални паркови. Николовска, ви благодарам. Фала. Почитувани, го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.